Вести на Канал 8, добар ден. Една година по најавите дека е можно бањата во село Бања да проработи, на терен нема никакви активности. Објектот продолжува да се распаѓа, а потенцијалите за развој на бањскиот туризам остануваат неискористени. Без конкретна завршница останаа дадените сигнали од минатата година дека бањата во село Бања ќе проработи. Тогаш, по средбата на министерот Тодоров и градоначалникот Личков, беше речено дека ќе се бара инвеститор, што ќе ја обнови зградата што е во распаѓање и ќе ја продолжи дејноста. Иако беше објавен тендер за продажба на бањата, тој заврши неуспешно, па започна постапка да се распише и втор. Во меѓувреме беше речено дека се појавиле имотно-правни пречки, што ја запреле целата постапка. Тогаш министерот за здравство тврдеше оти тоа не значило запирање на намерата објектот да се оттуги. Пред да го распишеме вториот оглас, ни се јавија физички лица кои што тврдат дека водат постапка за денационализација за бањата. Ние тоа го испитавме, гледаме дека има некоја постапка и заради тоа сега го стопиравме целиот оглас. Чекаме да видиме дали како ќе се заврши постапката. Ако се заврши и да им се врати на луѓето, тогаш тоа ќе биде нивно и они ќе може да стопанисуваат. Една година подоцна се уште нема одговор како и дали воопшто завршила постапката. Објектите на бањата веќе 3 децении се надвор од функција и покрај повремените кратки обиди таа да проработи. Оваа бања е единствена од 8-те во Македонија што не работи. Во поранешна Југославија имала илјадници посетители годишно. Во меѓувреме стана мета на кратци и вандали, кои ги кршеа прозорците и изнесоа од неа се што е вредно, оставајќи хаос и нечистотија. Идејата на Министерството за здравство беше со продажбата повторно да се стават во функција капацитетите за физикална медицина и рехабилитација. Се очекуваше да се привлечат домашни или странски инвеститори за отворење нови капацитети, кои ќе се користат за геријатриска и палијативна нега и бањски туризам. Иселениците со странски пензии во Македонија поевтино ќе се лекуваат. Наместо досегашните 13.000 денари месечно, ќе плаќаат само 2.000, за да се здобијат со правото на здравствено осигурување. Новина од Фондот за здравство има и за идните брачни двојки, кои се лекуваат од стерилитет преку инвитро методата. Иселениците од Македонија кои оствариле право на пензија во друга земја, сега ќе можат поевтино здравствено да се осигураат во Македонија. Предвидуваат измените што ги воведува Фондот за здравствено, а ќе важи и за кочанската подрачна единица, информираше раководителот Лазар Настевски. Досега иселениците кои оствариле право на пензија во странска држава, а кои имаат македонско државјанство, при привремен или траен престој во Македонија плаќаат здравствен придонес со највисока стапка и поради тоа одбиваат да плаќаат здравствено осигурување и се лекуваат на приватно. Само 105 вакви лица се пријавиле за здравствено осигурување. Тие во просек плаќаат здравствено осигурување околу 10.000 денари секој месец, а највисоките придонеси се 13.560. Од оваа причина цената на здравственото осигурување за нив е намалена на 2.256 денари, со што се очекува да се зголеми бројот на осигуреници приматели на странска пензија, велат од фондот. Новина во Фондот за здравство има и за идните брачни двојки кои се лекуваат од стерилитет преку инвитро методата. До сега овие осигуреници го купуваа материјалот од дарители за што плаќаа од 2 до 3.000 евра. Од сега тоа ќе можат да го направат со сопствен материјал, информираат од фондот. Комуналното претпријатие Водовод најавува прекин во испораката на вода на неколку улици и фирми во градот. Прекинот е заради реконструкција на делот водоводната мрежа. Поради реконструкција на делот водоводната мрежа на улицата Раде Кратовче, во вторник на 12 август има прекин во испораката на вода почнувајќи од 8 часот па се до 16 часот. Прекинот ќе биде на улиците Скопска, Глигор Прличев, Малина Попиванова, Скоевска, Ристо Симеонов. Вода ќе немаат и правните лица од мало стопанство, и тоа детската градинка Павлина Велјанова, Клон 3 кај Текешински лозја, Делта Холдинг, Данитекс, Патратекс, Метас, како и сервисите за автомобили во околината. Од претпријатието замолуваат за разбирање кај граѓаните поради прекините во испораката на вода. 100 метри на крак од улицата Стамен Манов со години чекаат да бидат доизградени и асфалтирани. Поради лошите услови во кои сега се наоѓа коловозот, граѓаните се принудени да газат кал за да дојдат дома.
Длабока кал сред лето е вообичајната слика за кракот од улицата Стамен Манов во Кочани. Ниту топлото време не може да ја исуши водата што се собира овде, а секојдневните врнежи само ја влошуваат состојбата. Во зима ситуацијата е многу полоша, велат жители на улицата, па за да стигнат дома мораат да бараат алтернативни решенија. Неколку пати реагирале во локалната самоуправа, од каде добивале ветувања од и улицата ќе се изгради, а имало и објаснување од општинарите дека таму веќе има асфалт. Луѓето не признаваат дека е тоа кал, тоа било асфалт од прва класа. Стварно зачудува работата во оваа ситуација. У средината на градот не може дома да се отидат луѓето. Имаме секојаш проблем со овај пат тука. Кал, води, неодржување, тракторот не ни доаѓа редовно за ѓубре, кога ќе дојде па озгоре некој поминат, вика не можеме доле да спаднеме од калта. И тоа е целата причина кај нас проблем што се ствара у наше мало. А веќе со години тука, ја колку што памтам 20 кусур години сум тука, 25-6 години на ова мало, уопште не се одржава како што треба. Минатата година дел од улицата почнал да се асфалтира, поради што доаѓале и представници од владата, но само додека траел предизборниот период. Улицата била асфалтирана до половина, а другиот дел оставен како што е сега. Подпорниот зид пак почнал да се гради, но останал недовршен до крајот на коловозот. Сега него граѓаните го користат како можност да поминат за да не газат во калта. Добиле ветувања дека и тој ќе се изгради. Ова обеќање трае повише од 10 години више. Јас колку знам, приоритетна беше трети пат до ден денеска резултатот е тај. Секој што обеќат пред изборите. Ќе поминат изборите и као ништо да не е обеќано, готово. Значи сето тоа се останува така да нема ништо. Ветување има, а стварање нема, остварување нема ништо. Жителите на овој дел од улицата Стамен Манов велат дека летните дождови и калта по коловозот некако и ќе ги пребродат, но не знаат како ќе биде наесен и преку зимата, кога од овде не се поминува ни со длабоки чизми. Интернет киосците пропаѓаат. Истекува рокот за субвенции на операторите од државата, пошто тие треба да ги одржуваат на комерцијална основа. Проектот на владата за овозможување бесплатен интернет во руралните населени места со поставувањето на интернет киосци не ги дава очекуваните резултати. Поставените пунктови се во лоша состојба, оставени на совеста на граѓаните, повеќето од нив се искршени или оштетени. Над 150 интернет киосци со бежичен интернет пристап беа инсталирани во повеќе рурални средини. Преку Wi-Fi проектот на владата, вакви интернет киосци беа инсталирани на 680 локации во повеќе општини. Целта на овој проект беше да се намали дигиталниот јас на руралните средини и да им се овозможи и тие да ги уживаат истите бенефиции кои ги уживаат граѓаните во урбаните средини. Економските оператори кои ги инсталираа интернет киосците во период од 4 години нудеа бесплатен интернет со субвенции од државата. По истекот на тој рок, оваа година киосците остануваат во нивна собственост, а услугата за интернетот останува само комерцијална. Тогаш владата го правдаше проектот со извештајот за милениумските цели до 2015 година на Обединетите нации, со кои се препорачува токму во услови на економска криза да се продолжи со инвестиции во развојот на информатичкото општество, како гранка во која оваа организација го гледа излезот од сиромаштијата и развојот на економијата. Во 2012-та, министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски изјави дека со интернет киосците во руралните средини Македонија влегла во книгата на Обединетите нации со успешна приказна, а овој проект на владата на Република Македонија станал дел од глобалната агенда на Меѓународната комисија за широкопојасен интернет. Ке се реконструира внатрешноста на просториите што ги користи Сдруженијето на телесни инвалиди мобилност. Финансиска и друга помош за градежните работи обезбедија швајцарската амбасада, Американскиот мировен корпус, Ротари клубот Кочани и Сдруженијето Алка од Кочани. Просториите на меѓуопштинското Сдружение на телесни инвалиди мобилност од Кочани целосно ќе се реконструираат. Условите што сега им се нудат на членовите на Сдруженијето во дрвената барака кај основниот суд се далеку под минимално потребните за реализирање на нивните активности. Тоа од подамна ја наметнуваше потребата да се изврши обновување и соодветна адаптација на дел од внатрешноста на објектот. Проектот што ќе се реализира е по иницијатива на Карен Сак,
волонтерката од Американскиот мировен корпус. Задоволство ни е да ве известиме дека швајцарската амбасада и Ротари клубот Кочани обезбедија средства за подобрување на просториите на Сдруженијето Мобилност. Исто така, без техничката подршка од Сашко и Љупка Манасиеви од Сдруженијето Алка од Кочани, овој проект немаше да биде можно да се реализира, поради што ние сме им благодарни. Швајцарската амбасада веќе депонираше пари на сметката на Мобилност, а следната недела ќе пристигнат и парите од Ротари клубот. Наскоро ќе го објавиме и повикот за избор на изведувачи на работите за реконструкција на просториите. Ја цениме поддршката и сметам дека ова е прекрасен момент за телесните инвалиди од овој регион. Во реконструкцијата на просториите на Сдруженијето Мобилност се вклучуваат и членовите на Ротари клубот Кочани. Среќен сум што учествуваме во еден проект заедно со ПИС корпусот, Швајцарската амбасада и Мобилност од Кочани, каде што ќе се реновира овој простор и ќе биде многу по-удобен и по-пријатен за престој на луѓето од оваа категорија. Ние како Ротари клуб секогаш ги поддржуваме овие позитивни акции и тоа ќе продолжиме во иднина. Членовите на Мобилност се благодарни што конечно ќе добијат чисти и обновени простории, но и соодветни услови за работа. На еден начин ќе привлече поголем број на членови да доваѓаат тука ги одржуваме нашите состаноци. Исто така, скоро цела година работиме овде во овој клуб со ИВС, волонтерите од организацијата Павел Шатев, така да самото реновирање беше неопходно и со ова реновирање ќе се створат уште подобри услови и за натамошно функционирање на нашите простории. Со реконструкцијата ќе се добие нов тоалет и работни простории, ќе биде обновен инвентарот, а ќе се обезбеди соодветна широчина на вратите за полесно влегување на лицата кои користат ортопедски помагала. Градежните работи за реконструкција на просториите на Сдруженијето ќе започнат наскоро. Според проектот се предвидува тие да бидат завршени до 15 декември, кога просториите ќе бидат предадени во употреба, за што се најавува и доаѓањето на швајцарскиот амбасадор во Македонија. Реновирање на библиотеката и подготовка на нови кабинети по физика и музичко образование, како и гардероби за потребите по предметот физичко. Во новата учебна година учениците од Основното училиште Раде Кратовче ќе учат во далеку подобри услови од досегашните. Основното училиште Раде Кратовче интензивно се подготвува за новата учебна година. Од септември учениците ќе учат во обновен амбиент. Се работи на реновирање на библиотеката, а се подготвува и нов музички кабинет. Најмногу работата секако си ја заврши домаќинот во нашето училиште, кој што цел јули ги сврба цуклињата во 30 ученици со кои располага нашето училиште. Многу битно за новата учебна 2014-2015 година е што оваа година ќе имаме и кабинет по музичко образование. Кабинетот сите заеднички и училиштето, но мислам дека најмногу овде и наставникот по музичко образование ќе придонесе да биде спремен на вистина со нагледни средства како што доликува на еден современ музички кабинет. Исто библиотеката, иако имаме толку години, меѓутоа треба да се обнови, со кои средства располагаме, со толку ќе обновиме, меѓутоа се надеваме дека ќе добие еден убав лик и нашата библиотека. А овде ќе спомнам дека се јавија доста родители кои што ќе збогатат и ќе го збогатат нашиот литературен фонд, што е најбитно за една библиотека. Освен чистење на сите училници и новите санитарни јазли кои неодамна ги донираше менаџерот на Бучим од Радовиш, комплетно нов лик ќе добие и кабинетот по физика. Уште ланска година кабинетот по физика беше во припрема. Самиот кабинет си го спремаше наставникот по физика Глигорчо. Оваа година го довршува со тоа што ја спрема и лабораторијата која се наоѓа во истата училница. Директорката Манева истакна дека од новата учебна 2014-2015 година учениците ќе добијат и гардероби за пресоблекување при подготовка за часот по физичко образование. Се работи и на уредување на холот на училиштето, така што учениците ќе учат во далеку подобри услови од досегашните. Кочани и регионот засега единствени кои не го почувствувале вистинскиот удар од циклонот Бранко. Во Куманово наврнале 32, во Берово 67, во Тетово 13 литри на метар квадратен. Од Управата за хидрометеоролошки работи велат дека кога има невреме, граѓаните да не престојуваат на отворено, стадата со животни да се раздвојуваат и да не се носат метални предмети.
Кочани се уште е под влажна воздушна маса и густи облаци, но засега без обилни врнежи и големо невреме. Српскиот метеоролошки завод му го дал името Бранко на циклонот, кој најпрво го погоди северниот сосед. Без некое посебно значење, локалните метеоролошки станици редовно им даваат имиња на метеоролошките случувања, за полесно да можат да ги впишат во своите архиви, за подоцна да можат да прават споредби. Следуваат информациите од спортот. Од следната сезона Кочани добива моќен ривал, екипата на Драгон од Скопје. Екипите годинава ќе мора да уплатат котизација за учество. Актуелниот шампион Кочани следната сезона ќе добие сериозен ривал. Станува збор за новоформираниот клуб Драгон од Скопје, кој од надпреварувачката 2014-2015 ќе се надпреварува во првата македонска женска фудбалска лига. Конкуренцијата не е новина со оглед на тоа што во Македонија професионално, односно полупрофесионално со фудбал се занимаваат само околу 20 на девојки, кои досега во најголем број случаи биле концентрирани во еден клуб. За ДЖФК Драгон застанал моќен спонзор, чие име засега не е обелоденето во јавноста. Тренер на екипата ќе биде едно од најзвучните имиња во македонскиот фудбал, поранешниот играч на Вардар Драги Сетинов. Драгон е 11-тиот праволигаш кој на 15 август ќе се најде во купчето од кое ќе се извлечат надпреварувачките броеви. Фудбалската федерација на Македонија го крева организацијското ниво и на женската фудбалска лига. Екипите годинава ќе мора да уплатат котизација во висина од 250 евра. Вестите на Канал 8 завршија. Имајте убав викенд.